Општата болница со проширена дејност во Кочани во последните 2 дена регистрирала опаѓање на бројот на пациенти со COVID-19 кои се лекуваат во болнички услови. На COVID одделот, што е адаптиран во рамки на одделението за интерни болести, сместени се 7 лица и сите се со полесна клиничка слика. Само 2 пациенти добиваат кислородна поддршка. Директорот на болницата Александар Серафимов информираше дека отпусна листа веќе добиле 20 пациенти, со што бројот на хоспитализирани осетно е намален. Со тоа се ослободени доволно болнички легла, а подготвена е болницата и за прием на нови пациенти доколку се јави потреба. Според последните податоци со кои располага болницата, во Кочани активни се 103 случаи со COVID-19. Во изминатите 10 дена било забележано благо опаѓање на дневно позитивните лица. На пунктовите во болницата, нормално и со задоволителен интензитет, се одвива вакцинирањето на граѓаните, а на располагање стојат вакцини од производителите Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. До сега целосно вакцина примиле околу 16.000 граѓани, што е скоро најнизок одзив во источниот регион. Со тоа, општината е се уште далеку од барем половина вакцинирани од вкупниот број на населението. Во текот на последните денови е забележан помал обем на заинтересираност за вакцинирање, додека ревакцинацијата се одвива нормално. Најголем број од вакцинираните лица се од средна возраст, како и повозрастно население, додека интересот кај младите е нешто помал, информираше директорот на болницата Серафимов. Од одделението за внатрешни работи во Кочани на дневна основа се контролираат 100 лица кои добиле решение за самоизолација. За сега ретки се случаите на прекрашување на мерката, а доколку има такви, полициските службеници против нив постапуваат согласно законските прописи. Бројот на позитивни ученици со COVID-19 во училиштата е занемарлив, поради што нема индикации од наставниот модел треба да се менува. Таков е ставот на Министерството за образование во врска со здравствената состојба во образовните институции. Според министерката Мила Царовска, во моментот кога ќе се добие индикација дека се зголемува бројот на заразени и дека моделот треба да се промени, ќе бидат преземени такви активности. Упатуваме на тоа дека во училиште се 240.000 ученици, а вчера бројот на позитивни ученици во училиште е 0,01, што е навистина многу низок процент. За да речеме, минатата година имавме и до блиску 1% од вкупниот број на ученици кои што беа позитивни со физичко присуство. Знаете, известувавме, редовно беше 0,6, па 0,7, но никогаш не надмина, да речеме, тој процент. Јас очекувам дека ќе успееме да се одржиме во ниски проценти, затоа што највисок интерес на учениците е да бидат во училница. Јас секојдневно сум по училиштата, вие гледате, оддалеку се гледам со учениците. Тоа е потребата нивна, да бидат во училница, да следат настава. Наша обврска е во овој период на пандемија да преживееме. Царовска апелираше до директорите, наставниците и родителите да ги почитуваат протоколите за да ги заштитат децата и да им обезбедат право на учење, што е основно детско право. Во однос на укажувањата од народниот правобранител, Царовска посочи дека протоколите како и планот за работа се усвоени на седница на владата во координација со Комисијата за заразни болести и тоа уште во јули месец. Во моментов го спроведуваме сценариото физичко присуство во училиште за сите ученици на цела територија, освен Тетово и Гостивар, кои што започнуваат од следниот понеделник со настава со физичко присуство. Вчера владата ја донесе истата оваа одлука. Но се останато може да е размислување на одредена институција, но најрелевантни за тоа дали треба да се скратат часовите, не треба да се скратат, дали има здравствен проблем или нема, ниту е Министерството за образование, ниту е Народниот правобранител, туку е Комисијата за заразни болести. Од страна на Комисијата за заразни болести, протоколите се усвоени и како такви детално се практикуваат. Доколку има потреба од промена на истите, јас сум сигурна дека Комисијата за заразни болести ќе не алармира, но досега такво нешто немаме. И сакам да посочам дека она кое што го спроведува нашата држава, го спроведуваат и сите држави во светот и најразвиените. Тие се протоколите, тоа се постапките. Одење во училиште, носење маски, отворени или вентилирани простории и дезинфекција. И така сметаме дека треба да се одвива во моментот. Доколку ситуацијата се промени, доколку се вклучи аларм за промена, ние сме спремни и за
второ сценарио и за трето сценарио и бидете сигурни дека тоа ќе се направи затоа што тоа е во интерес и на моето дете, верувам и на децата кои што вие ги имате, но и на сите деца во државата. Според Царовска, процентот на вакцинирани наставници е висок и изнесува над 74%. Се очекува до крајот на овој месец да се постигне соодветно ниво за колективен имунитет кај наставниот кадар, што е речиси 2 пати повисок број од националниот стандард. Општина Виница ја продолжува реализацијата на проектот за регулација на Градечка река. При тоа се спроведува втората фаза на делот од низиното корито што поминува низ градското подрачје. За реализација на техничкиот проект за првата и за втората фаза се инвестираат околу 20 милиони денари. Средствата се обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање преку програмата за управување со води за тековната година. Со втората фаза за дорегулација на реката се изработува комплетно ново кејско уредување во должина од околу 170 метри. Заедно со веќе завршените градежни работи во текот на првата фаза ќе се добие нов урбанизиран дел во должина од над 1 километар. Во техничката спецификација на проектот е предвидено да се изградат бетонски ѕидови, чии видливи делови ќе бидат обложени со камен. Со ова уредување на Градечка река, освен непречениот проток на водата и подобрувањето на естетскиот изглед, ќе се овозможи и реализација на идејата за уредување на шеталиште за граѓаните. Според зацртаните рокови, работите на терен се одвиваат интензивно. До регулацијата на речното корито треба да се комплетира до крајот на оваа година. За третата фаза од регулацијата на коритото на Градечка река ќе останат да се довршат уште околу 250 метри од кеот, северно од сообраќајниот мост во правец на селото Лески, како и уште 50 на метри јужно од претходното уредување. Во завршна фаза влегуваат градежните работи на делот сообраќајната инфраструктура во општина Кочани за проектите што почнаа во изминатиот период. Стручните служби од локалната самоуправа информираат дека со поставувањето на асфалтен слој привршува изградбата на улицата Царка Георгиева во Оризари. Градежната фирма Стоименов од Кочани, која е изведувач на градежните работи, асфалтира 450 метри на оваа улица. Таа ќе ги поврзува неодамна асфалтираните улици Асном и Ангел Донев во истата населба. Со тоа е реализиран уште еден сегмент од програмата за уредување на градежното земјиште на општина Кочани за тековната година. Деновиве е завршена и реконструкцијата на улицата Иван Иванов Балашов во Кочани, на крак во должина од 800 метри. Освен тоа, асфалтирани се и улиците 529 во населбата Усова Чешма, како и Димитрија Лазаров во Белско Маало. На улицата Страшер Бапче, од излезот на Кочани до влезот на селото Бели, во тек е изградбата на тротоар во должина од над 900 метри. На тој начин ќе се уреди уште една пешачка зона што ќе го поврзува центарот со населеното место, а на пешаците ќе им се овозможи по безбедно движење на целата релација. Дополнително, по должината на тротоарот ќе биде поставено јавно осветлување со современи лед светилки. За реализацијата на целиот проект, општина Кочани од сопствениот буџет инвестира 4 милиони денари. Надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани поднесе кривична пријава против 36-годишниот А.И. од Кочани, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело за пуштање и малтретирање дете. Пријавениот во периодот од мај до септември годинава со грубо запоставување на својата родителска должност за грижа и воспитување го запуштил сопственото дете, како резултат на што тоа учествувало во извршување кривични дела, во кои најголем дел биле поттикнати токму од таткото. Како резултат на ваквата негрижа за детето, документирани се вкупно 15 кривични дела тешка кражба, како и кражба, за што се поднесени и 2 известувања до основното јавно обвинителство во Кочани. На 15 септември во 1 часот и 35 минути полициски службеници од полициската станица во Свети Николе ги лишиле од слобода 21-годишниот М.Ј. од Тракање и 21-годишниот М.З. од Кочани. Кај нив била пронајдена марихуана, а тие се осомничени дека вршеле недозволена трговија. По целосното документирање на случајот, против двете лица ќе биде поднесен соодветен поднесок.
Еден ден предходно, на 14 септември, во 20 часот и 50 минути на крстосницата од улиците Страша Ербапчи и Мородвиска епископија во Кочани, патничко моторно возило Шевролет со кочански регистерски ознаки што го управувал 29-годишниот КД од Грдовци, удрило во велосипед што го управувал 28-годишниот АТ од Кочани. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил велосипедистот, кои што биле констатирани во клиничката болница во Штип. Полициски службеници извршиле увид на местото на настанот. Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани продолжуваат со реализацијата на активностите зацртани во годишната програма за работа. Во тие рамки, деновиве тие беа гости на нивните колеги од планинарскиот спортски клуб Јелак од Тетово. Заеднички реализираа планинарски марш за искачување на врвот Кобилица на височина од 2528 метри. Почетната точка за учесниците на маршот беше од селото Бродец, при што пропешачени се десетина километри во двата правца. Во текот на акцијата планинарите имале поволни временски услови, а на маршот учествувале 30 учесници од домашниот и од неколку спортски планинарски клубови од државата. Од планинарскиот спортски клуб Осогово за внедела најавуваат уште една акција, овој пат на планината Кожув. Локалниот планинарски клуб од Гевгелија организира марш до врвот Мала Рупа на височина од 2004 метри. При тоа почетна точка ќе биде локалитетот Смрдлива вода, а ќе се пешачи од 4 до 5 часа по средно тешка патека. Таа е маркирана, а маршот ќе се изведе во присуство на водачи од клубот од Гевгелија.